Илјадници луѓе излегоа во тајванскиот будистички храм во околината на Јоханесбург за да ја пречекаат годината на змејот според кинескиот календар. Будистичка организација со седиште во Тајван го изградила овој храм, но поделбите меѓу Тајван и Кина не се присутни за време на оваа новогодишна прослава. Ервин Пон е четврта генерација кинески и јужноафриканец и председател на Кинеско здружение во провинција во Јужна Африка. Мислам дека еден обединувачки фактор овде за многу од кинезите кои дојдоа од целиот свет, без разлика, дали тоа беше Тајван, Кина, Хонг-Конг, локални кинези, е навистина тоа што тие имаат заеднички интереси во Јужна Африка и така стануваат многу обединети. Многу кинески мигранти пристигнале во Јужна Африка кон крајот на 1800-тите и раните 1900-тите години поради златната треска во Јоханесбург. Потоа, во 1980-тите и 1990-тите стигнале тајванците и основале фабрики за текстил. Повеќе луѓе од континентална Кина имигрирале во Јужна Африка, кога Пекинг ги отворил вратите кон светот во раните 2000-ти. Тие продолжиле да доаѓаат како дел од глобалната инфраструктура, политика на кинескиот председател Ши Џинпин од 2013 година, иницијативата Појас и пат. Нема официјални податоци за пописот, но Пон вели дека има околу 10.000 локални јужноафриканци со кинеско потекло. Тој вели дека таа бројка се проценува дека е 200.000 до 300.000 кога ќе се вклучат и селените кинези и деловните луѓе кои се привремено во земјата. Даниел Ли, роден во Јужна Африка, има родители од Тајван. Кинеска нова година е. Нема сегрегација меѓу Кина и Тајван. Ја делиме истата култура. Ховард Су исто така бил роден во Јужна Африка со родители од кинеската провинција Фуџијан. Су вели дека може би има тензии меѓу Кина и Тајван, но од религијата тоа може да го надмине. Политиката е навистина многу тешко прашање, но она што е неверојатно е тоа што религијата, будизмот, ги обедини сите. Независно од нивните раси, политика, сите се како големо семејство овде. Оваа локална танцова група настапувала и пред председателот на Кина, кога тој бил во државна посета на Јужна Африка минатата година, вели Симангале Чауке. Господинот Ши Џинпинг не праша каде сме го научиле кинескиот тапан, а потоа рече дека се користел за славење настани и во времето кога имале војна. Некои луѓе се загрижени дека звукот на војната може би повторно ќе се слушне, особено откако председателски кандидат, што Кина не го сакаше, победи на изборите во Тајван минатиот месец. Но десетици илјади километри подалеку во Јужна Африка, далечината и времето донесоа хармонија меѓу децата на луѓе од Кина и Тајван.